Подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски денес не одговори дали кога биле на власт имало гринфилд инвестиции, нагласувајќи дека домашните инвеститори најмногу заслужуваат да добијат поддршка од владината економска политика. Јас не можам да ви кажам конкретно дали имало или немало како конкретна инвестиција. Јас само можам да ви кажам дека кога зборуваме за инвестициите и за гринфилд инвестиции, предпоставам дека мислите на инвестиции од странство, јас само ќе кажам да не ги забораваме домашните инвеститори. Секој странски инвеститор е добре дојден, меѓутоа домашните инвеститори се тие кои што најдобро ја познаваат македонската економија и веројатно тие најмногу заслужуваат да добијат поддршка од владината економска политика. Инаку подпредседателот Јовановски денес до владата достави нов пакет на економско-социјални мерки кои што требало да им помогнат на граѓаните во услови на економска криза. Пакетот содржи 37 мерки, а дел од нив усогласување на пензиите на секои 3 месеци врз основа на поскапувањата, пензионерите да имаат свој представник во управниот одбор на фондот за пензиско, потоа реконструкција по едно училиште секоја година во сите општини, како и формирање на национален бизнис форум во кој што ќе учествуваат представници на 200 фирми и така натаму. Јовановски ја повика владата да соопшти кои се нејзините проекции за цената на струјата. Граѓаните и фирмите мора сега веднаш да знаат колку ќе поскапи струјата, за да можат самите да си направат пресметка што најмногу им се исплаќа. Дали да се греат на струја, на парно, на дрва или на некој друг енергенс. Јовановски очекува владата да ги прифати мерките за облажување на последиците од кризата.